Да ве поздравам и морам да кажам многу се радувам кога имаме медицинари во ова студио, ама знаете дека секогаш ги обработуваме темите од една малку поинаква страна. Веројатно на моја потајна желба да бидам лекар уште во средно, некако ми се остварува на овај начин, односно можам и вака да си ги поставам сите оние прашања кои што би ги поставил и тогаш веројатно. Денеска имаме еден исклучително врвен хирург, детски хирург. Јас денеска прв пат дознав дека детската хирургија е всушност симбиоза од сите други хирурги кои што се поединечни кај возрастните и мислам дека и за вас ќе биде еден нов момент, ама за тоа како се станува хирург? Што значи да се биде хирург? Која е жртвата на сето ова? Па посебно кога се работи со деца, мислам дека најубаво ќе ни каже тој. Меѓу другото е човекот кој што ја направи првата трансплантација на бубрек кај дете во Македонија и тоа во 2009 година, доктор Ристо Симеонов. Повели во студио. Јас преминав на ти. Смеам ли? Строго на ти. Добро ме дојде. Добро, Како си? Добро. Поздрав до сите гледачи на телевизија 21. Супер. Мило ми е за поканата да бидам ваш гостин. Многу прашања имам, мислам дека ќе стигнеме се со време. Прва трансплантација на бубрек и дете во Македонија, ова е нешто што ќе остане нели во медицинската историја за кај нас. После толку години, какво е чувството да се биде лидер во нешто кај нас? Прва трансплантација на бубрек во 2009 година. После тоа се направени уште десетина други. Чувството е многу пријатно, исполнето со емоции. Јас сега работам во болницата Аџи Бадем Систина. Сакам да кажам дека болницата Аџи Бадем Систина ги исполнува сите критериуми за изведување на трансплантација на бубрек и деца. Има едуциран и лиценциран кадар, има најсовремена опрема. Само чекаме одобрение од Министерството за здравство за да почнеме со трансплантација на бубрек и деца. Сигурно ќе биде и тоа со вакви лидери, мислам дека тоа е несомнено. Повеле седни се на твоето место. Хирургија. Мислам дека ќе се согласиме дека на некој начин тоа е врвот во сите оние професии кои што ги имаме. Се е важно и се е неопходно, меѓутоа ова е личен став на водителот. Сепак според мене ова е врвот во сите оние работи кои што ги правиме. Да не звучам арогантно, сепак во медицината поделбата е доктори и хирурзи. Аха, добро. Има разлика. Има разлика, да. Има разлика. Едно без друго не иде, но има разлика во секој случај. Како е да се биде хирург? И тоа детски хирург? Хирургија, посебно детска хирургија, е многу емотивна, но и адреналинска гранка од хирургијата, затоа што детската хирургија е многу комплексна. Самата специализација е со програма која што ги опфаќа сите хирургии, од општа хирургија, абдоминална, урологија, травматологија, онколошка хирургија, новороденечка хирургија. Се работиме како детски хирурзи, освен неурохирургија и васкуларна хирургија. Така. Сета таа комплексност едноставно е адреналинска и чувството е прекрасно кога ќе се заврши хируршка интервенција, ношна операција кај некој дете посебно со вродена аномалија која што бара итна хируршка интервенција. Верувам дека си горд на сите оние моменти кои што досега се случувале. Ова е гранка која што постојано бара надоградување и надоградување. Втора генерација на хирург во семејството, нели? Да. Твојот татко е... Татко ми е прва генерација, прв хирург во семејството, јас сум втор. Не можам да кажам дека не беше он една од причините зашто ја одбрав хирургијата. Јас како дете прво сакав да бидам пилот. Прва желба таа. Значи пак адреналин. Да, следна желба како тинејџер ми беше морнар, меѓутоа во подморница. Јас сум во хороскоп риба и природа, посебно вода, за мене е предизвик. Сега во Охрид има подморница за разгледување. Да. И како го гледав татко ми, посебно моментот дека професијата е прва, а после се друго. Нова година без него, роден ден мој на брат ми, па и негов роден ден на работа.
И сето тоа како дете ми беше несфатливо, меѓутоа гледав како со позитивна енергија и со многу адреналин ја работи професијата. И јас одлучив да го почнам неговиот пат. Тежок ли овој пат? Многу е тежок, затоа што прво треба да се заврши медицински факултет. После 6 години факултет и толку труд во тек на студиите, ти сваќаш дека си уште на почеток. Не си ни почнал, завршуваш, а не си ни почнал. Не си ни почнал. Без специјализација, буквално кажано, не си ништо. После почнуваш специјализација, која што исто трае 6 години. Во тек на специјализација имаш сериозна едукација, меѓутоа, кога ќе почнеш самостојно да работиш, односно да оперираш, тогаш почнува во тебе да работи адреналинот и ти сваќаш дека без тоа не можеш да живееш. Се сеќаваш ли на првата интервенција, на првата самостојна интервенција? Да, првата самостојна. Или па и со придружба, меѓутоа нели сепак онај првиот момент? Првата самостојна интервенција кај секој детски хирург е хернија или кила и на дежурство апендектомија, односно операција на воспалено слепо црево. Тогаш што облеваат емоции од страв до позитивна енергија, во тек на операцијата добиваш сила дека ете можеш тоа да го направиш. А уствари се потиш и се тресеш. Бидејќи е прв пат на некој начин, нели? И се тресат раце, и се потиш, и непријатност чувствуваш. Али сето тоа со тек на време станува рутина. Станува рутина. Кога почнувате со операции, сте со придружба, нели? Да, Сигурно има секогаш друг хирург. има ментор кој што во тек на специјализацијата те учел и првите операции секогаш се со поискусен специјалист од тебе. Пренесе ли менторот добро знаење? Да, Сигурно јас- и во ова професија, во хирургијата има одредени финеси кои што настрана од целиот оној материјал кој што треба да се изучи, нели треба некој да ги пренесе за сето тоа да биде како Треба што несебично да ги пренесе. Значи за менторот многу е битно несебично да го пренесе искуството, па и по цена ученикот да биде подобар од професорот. Многу е битно да Тоа е имате би таков најголемиот ментор. успех по оние Да. поговорки нели кои што ги имаме. Точно истото и јас се трудам на помладите колеги да им го пренесам и би бил многу среќен кога би биле они подобри хирурзи од мене, поуспешни. Меѓутоа и со самата специјализација не завршува тука едукацијата. Јас сум бил 1 година на едукација во Анкара за трансплантација на бубрек и деца, 6 месеци во Истанбул. Морам да кажам дека јас сум првиот детски хирург што има воведено минимал инвазивната хируршка техника во третманот кај хируршки болести кај децата, што има голема предност пред отворената хирургија. Сум бил 3 месеци во Израел, 3 месеци во Минеаполис во Америка, 3 месеци во Виена. Мораш, за да бидеш успешен и квалитетен, мораш во текот на специјалистичкиот стаж како специјалист да се едуцираш за одредени хируршки техники кои што модерната медицина, модерната хирургија ги налага. Не дека хируршките техники од пред 20 и 30 години не се безбедни, меѓутоа има нови хируршки техники кои што ако се применети во целиот свет, мора да се применат и кај нас. Се иде толку многу брзо што нели постојано треба да си во текст со се што се случува. Мора едноставно да си во текст со се што се случува ново во хирургијата. И како беше искуството еве во другите земји на сите тие специјализации? Како да се работи во тамошните хируршки сали? Има ли нешто пошто се разликува или да речеме и кај нас ги имаме тие услови и моменти? Кај нас имаме многу коректни услови, опрема, стандарди и во државните и во приватните болници. Значи имаме, окей сме со тоа. Во ред е тоа, меѓутоа во другите земји системот е поинаков. Кај нас системот е оставен на тоа да ти сам посакаш да напредуваш. А во другите земји системот ти налага да ти мора да напредуваш. И јас се надевам дека и кај нас системот ќе почне така да функционира, да ти мора да напредуваш за да има квалитетно здравство држава. Кога се случува операција, ме интересира, имате ли посебни навики
кои што ги практикувате? Дали може би пуштате одреден тип на музика која што тогаш ве релаксира? Дали разговарате меѓусебно со колегите или строго сте насочени? Ова е веројатно индивидуално кај секој хирург. Јас конкретно кога оперирам се исклучувам од се. Се посветувам само на операцијата, на пациентот. Посебна припрема лично немам, освен кога работев трансплантација на бубрек, си носев едни жолти чорапи кои што едноставно мислев дека тие ми се късмет за успешна Стварно? трансплантација, да. И така и помина. Така помина сите трансплантации. Не е до жолтите чорапи, али мене ми беше полесно така да функционира. Да. На мозокот му даде дополнителен Точно. сигнал дека сега ќе бидеме уште посилни. Ти жолтите чорапи се уште ги имаш? Да. Да, ги носиш само во посебни Ги прилики чувам или? кога ќе почнеме со трансплантација во Аџибадем Систина. Добро. Ова е добар момент. Ова е супер момент. Прва трансплантација, имаше ли доза сомнеш, страв, како ќе биде, што ќе биде, бидејќи сепак нешто за прв пат што се случува. Верувам дека се сеќаваш и на онаа комуникација која што ја имаше со родителите на тоа дете. Може ли тоа малку вака да го доближиме до некои што не гледаат? Првата средба е на детето кај што треба да се прави трансплантација и родителите. Во конкретниот случај донор беше таткото на детето. Треба сето тоа добро да се објасни што се очекува, затоа што таткото останува без еден бубрек, со идеја тој бубрек да функционира кај неговото дете. И можам да кажам дека возбудата е од двете страни. Значи, од една страна има возбуда кај екипата што ќе ја прави трансплантацијата, од друга страна има возбуда кај детето и родителот, затоа што даваш нешто на своето дете за да го продолжи животот квалитетно. Затоа што сите деца пред трансплантација се или на хемодиализа или на перитоенална диализа. И тој живот е многу мачен. Со трансплантација децата продолжуваат со нормален живот. Ти си вклучен буквално во целиот тој процес, нели? Да, првата трансплантација беше со многу позитивна енергија, затоа што се случуваше нешто што претходно го немало. Сите беа со позитивна енергија, многу адреналин и можам да кажам дека резултатот беше одличен, без разлика што беше прва. Се сеќаваш ли на моментот кога излезе од сала? Најбитниот момент кај трансплантација е кога ќе се направат анастомозите на крвните садови, тоа се артеријата и вената од бубрегот на донорот и кога ќе се анастомозираат со крвните садови кај детето. И највозбудливиот момент е кога тој бубрек ќе почне да продуцира урина. Што би рекле ние во сала, детето промоча, односно бубрегот промоча. И тука веќе знаете Тука е, дека сте ја е завршиле. успешно е се и понатаму треба да продолжи процесот со редовна терапија и со дисциплина кај детето, затоа што сепак возрасен е едно, ќе му се кажат работите и кажано му е и почитува. Дете треба да му се повторува постојано. Да се потсеќа. Да. Дека треба редовно да зема имуносупресивна терапија и да има редовен живот. Останавте во контакт после тоа? Да, и ден денес. Со сите деца кај што е направена трансплантација на бубрек и ден денес сум во контакт. Ова значи дека се внесувате целосно, се поврзувате и емотивно со сите ваши пациенти или сепак знаете да ставите нека одредена граница и рамка? Јас верувам дека секој детски хирург се поврзува емотивно и со детето и со родителите. Затоа што на крајот се сведува дека ние сме едно големо семејство, без разлика што не сме во крвна врска или во роднинска врска, меѓутоа некогаш детето и родителите ти стануваат толку блиски што едноставно како да се ги познал цел живот. Интересно. Колку трансплантации се направени до сега? До сега се направени 14 трансплантации. 14. И јас се надевам и многу би сакал Министерство да одобри да се продолжи со трансплантација во Аџибадем Систина болницата, затоа што стварно болницата ги исполнува сите критериуми за трансплантација. Верувам дека ќе биде тоа така, истовремено нели да се реши проблемот на оние кои што имаат за жал нели таков проблем.
Секојдневно имате операции, секојдневно има работа, се случува се и се што предпоставувам. Да, трансплантација е една Една од сериозна сите, да. хирургија, меѓутоа новороденечката или неонаталната хирургија, каде што детето е родено со мана, која што бара итна хируршка интервенција, а има родилна тежина од 2500 грама, можам да кажам дека до некаде и по сериозна хирургија од самата трансплантација. Затоа што не е само операцијата, односно само хирургијата, и постооперативниот период кој што следи бара сериозна грижа и соодветна терапија. Им пеете никогаш на децата? Да. Пееме, Мора се да бидете шегуваме. педагог со нив. Јас се адаптирам на возраста на детето. Значи, мојот ум, мојот памет се адаптира на возраста на детето. Така. Тоа е многу битно Нели за тоа е- еден детски хирург. Да, тоа е многу Јас сум важен некојаш дете од приstup. 3 години, некојаш сум 10 години, некојаш Да. 15 години. Што и за мене е добро. Така е. Исто така сакам да кажам дека и онколошката, односно туморската хирургија кај деца е голем предизвик и една од посложените хируршки интервенции во детската хирургија. Има ли кај нас доста случаи на таа Има, тема? има доста случаи и за онколошка хирургија, и за новороденечка хирургија, и за трансплантација на бубрек. Сакам да извам дека тие три дела од детската хирургија најмногу адреналин будат кај хирургот. Така, верувам дека Може е да тоа така. споредам хирургијата со банџи, скок. Аха. Значи, скокате од височина и треба да го чекате што ќе допрете дното, меѓутоа без да пропаднете доле. Знам дека си адреналински тип на човек. До сега си скокнал банџи? Не. А би сакал и банџи и падобран. И па добро. Се надевам дека ќе го направам си летал со авион, мислам некако патник тук, дали евентуално со Не со сум придружба? летал, не. Останува како некоја неостварена Останува, желба? да, али многу сакам планинарење. Значи, едноставно природата ме исполнува, ме полни со позитивна енергија, ми го смирува карактерот. Да, тоа секогаш ме интересирало. Како хирурзите, барем така делува од страна, се секогаш смирени, сталожени, дали некогаш сте нервозни, како може да се исклучите од реалноста, кога сте на работа? Нема хирург што не се изнервирал. Не е човечки, нели, да не се Да. изнервираш? Меѓутоа, сепак треба да има контрола кога се работи за детски живот. Баш. Како изгледа еден ден на работа? Стануваш многу рано, Рано, кафе, туш, ладен, ладен, тоа е да. медицинската Да, ладен, туш, придобивка. работа, визита утринска, денови има амбуланта, денови има операциона сала, Има денови, предпоставаме, непредвидливи. непредвидливи денови и многу е интересно што и после работно време паметот е на хирургија. Тоа сакав да прашам. Значи, паметот 24 часа е на хирургија. Понекогаш Никогаш не си исклучен. Понекогаш одам да видам од дента оперирани пациенти, некогаш се јавувам кај дежурниот колега, како и да е, паметот е 24 часа таму. Ова е веројатно Не таа е жртва. тоа, да. Тоа е жртва која што едноставно мораш да ја дадеш од себе, без при тоа да очекуваш нешто. Значи, за хирургија мора да жртваш нешто од себе, а при тоа да не очекуваш ништо од таа жртва. Затоа беше свесен уште, нели, од... Да, бев свесен уште од дете, гледајќи го дете. татко ми, Да, да. а го разбрав тоа откако јас почнав да функционирам така. Горди се во семејството што имаат и втора генерација на член кој што продолжува во насока на хирургијата, Да. а и чекор еден нов пат во однос на медицината кај нас? Горди се. Или некојаш викаат што ти требаше? Има и тоа? На крај на денот, ако би се вратил назад, не знам, 30 години, пак би го одбрал исто. Значи ова е веројатно тоа што и да се случило, би сакал да го работиш, нели, и да ти биде своја Точно. професија.
Точно. Тоа што го има хирургијата, веројатно и друга професија има, меѓутоа хирургија е адреналинска професија и верувам дека на секој хирург тоа му треба во животот. Искрено и на одмор кога ќе бидам после 5-6 ден, ми недостасува хирургијата. А што велат од дома, од старт предпоставам дека нели се свесни со Да, многу е битно професијата. партнерот да го прифати тоа. Може би не да го одобри, али да го прифати и да се навикне на тоа. Во твојата ситуација е прифатено или прифатено, одобрено? да, и да се навикне на тоа, затоа што сепак, ако јас сум добар за себе и исполнет во себе, ќе бидам добар и за другите. Се наоѓа време и за семејството Јас и за кога се сум останато. исполнет со хирургијата, сум многу подобар за другите отколку кога не сум исполнет. Има разлика, нели како викаат, ако не си добар со себе си, не може да бидеш Точно. и со И со другите. останатите. Имало вака некои интересни ситуации во текот на кариерата, да речеме на средној да ти се јават, Многу пати. да се вратиш од патување или Многу пати имало ситуации за итен случај, од воспалено слепо црево до фрактура, скршеница на коска, до новороденче, или случај кога треба да се прави ревизија на претходно опериран пациент, во очива состојбата кај детето, проблемот е хируршки и мора да се направи ревизија. Некогаш детето и ќе почине и покрај се што ќе направите, и тоа се најтешките моменти, меѓутоа ако се сте направиле што е до вас, едноставно ќе продолжите понатаму. сигурно дека се случиле и такви моменти, случиле. остануваат ли како белек трајно? Остануваат Или одредено веќе време. научувате Меѓутоа да... веќе со следниот сериозен случај, енергијата се насочува на тој случај. А требаше да снимаме претходната недела и ми кажавте дека имам сериозна операција и не би сакал да ризикувам да не стигнам на времено. Знам дека помине успешно таа операција. Да. Се спремате ли посебно кога имате покомплицирани Да, за- случаи? Верувам дека Има треба и рутинска повеќе хирургија концентрација. и сериозна хирургија, сложена хирургија. За сериозна, односно сложена хирургија, да, се спремам, си повторувам како одат постапките, понекогаш ќе прочитам и хируршка литература или ќе проверам на интернет во врска со операцијата. Секогаш треба да се повторува без разлика што веќе претходно сте ја работеле таа операција. Така. Важно е дека и оваа комплицирана операција помина како што треба. Да. Да, пациентот, детето Пациентот е е супер. добар, да. Да. Одлично. Многу ме интересира за оние односно за времето на спиење. Сега има постојано некои нови начини на организација на денот и така натаму. Има клубот во 5 наутро на Робин Шарма кој што вели треба да станете рано и да имате повеќе енергија. Дали доволно спиеш, бидејќи па голем дел од вас медицинарите викаат дека доволно ми се само неколку часа сон и функционирам како што треба. Многу е битно колку е длабок сонот. Аха, оние Не се реми битни колку часа така. си поминал во кревет, односно си спиел, колку длабоко си заспал. А тоа како би знаеле? Хирург многу ретко може да заспие во длабок сон. Аха, Затоа што на штрек, постојано на мозокот штрек. му е оптеретен со се, посебно со хирургијата. Али доволни се 6 часа за да се одмори телото. Не за да се наспиеш, да се одмори За телото. да се одмори. Добро. Да го запознаеме доктор Ристо малку од другата страна. Авантурист по природа, имавте една интересна ситуација на кораб, каде што всушност спиевте, ама се случи нешто околу невремето, ако добро разбрав. Да. Па може тоа да го објасниме и еве еден друг тип на адреналин да споделиме со гледачите. Септември месец беше, мислам 2014 година. Бевме на кораб со спиење на 2100 метри надморска висина,
па после да продолжиме наредниот ден до врвот. И вечерта се случи страшно невреме, почна да врне дожд, да дува силен ветар. Бевме со 3 шатори, во секој шатор по двајца, и на сите ни се скрши конструкцијата од шаторот. Од толку многу силен ветер. Да, од силен ветар и дожд, и малтене цела вечер ја држевме конструкцијата од шаторот и така помина ноќта. Значи тогаш немаше 6 часа. Немаше спиење, едноставно тогаш беше страф да не отиде целиот шатор и да ќе треба да поминеме ноќта под дожд и ветер, што не би било добро. Ве фати паника или па научени од моментот на секакви ситуации, само рековте... Од почеток ќе паника, помине. после цела ноќ на смеа ја поминавме. Ако тоа не се случеше, веројатно денес немаше да биде како ситуација Да. која што ќе се Стварно памти. беше интересно цела ноќ да се држи конструкција од шатор и да се смееш, да кажуваш вицови, да. Тоа е баш забавно. А храна сето тоа си носевте, спремавте од Носевме, напред? да, со ранци, ранецот од прилика 20 кг тежок, храна, вода, Тоа е добро кардио за да, резервна за гардероба, шатор, вреќа за спиење. Браво. Ова е највисокиот врв кој што досега имаш искачано? Да, Корап е највисокиот врв во Македонија, а инаку сум бил и на Љуботен, Солунска глава, Пелистер, И од каде има најубав поглед? од Корап, Од Кораб. да. Значи, кој може треба тоа да го Да, да. треба Корап тоа да е го остави. стварно еден момент кој што треба секој да го доживее. Верувам дека има и други врвови, меѓутоа за нашава држава тие што ги имаме се доволно. Само нека носат двојна конструкција за шатор, Да, за секој случај. да носат и кабаница ако Баш. евентуално шаторот одлета. Баш. Како завршува еден твој ден? После сите оние работни обврски и сето тоа, знаеш, навечер да бидеш со пријатели, со семејството, се исклучуваш, читаш литература. Семејството, пријатели, телевизија, филм, разговор. Омилени филмови? Некој жанр може би? Омилени филмови? Омилени филмови ми се Гладиатор и Брейвхарт. Аха. Значи се со храброст. Да. Тие Тие два тебе се. филма можам да ги гледам малтене секој ден и Умри машки првиот дел. Аха, добро. Интересна комбинација. Доктор Ристо, благодарам многу за гостувањето. Верувам дека ова беше едно од најопуштените интервјуа. Не зборувавме многу на медицински теми, ама мислам дека беше прилично интересно да слушнеме како е од другата страна на оваа професија. Благодарам за поканата. Поздрав уште еднаш до гледачите на телевизија 21. Се надевам ќе се видиме и во друга прилика. Секако дека ќе се видим, благодарам уште еднаш. Благодарам. Тоа беше доктор Ристо Симеонов од Аџи-Бадем Систина, детски хирург и човекот кој што направи првата трансплантација на бубрека и дете во Македонија во 2009 година. Така е. Се гледаме со вас, имајте убав викенд и гледајте Urban Late Morning со Тина.